Мирдита Чилтве, добар ден на сите, good morning. Тендеруар мисафир зонјата зотрин, почитувани дами и господа, почитуван пријател, заменик на председател на Собранието Горан Мисовски, почитувана господја Грујовска, почитуван градоначалник на мојот град Петре Шилегов, почитувани колеги и министри, заменици министри, пратеници, почитувани граѓани, медиуми, дами и господа. Денес, кога ја одбележуваме 80-та годишнина од државниот празник 11 октомври, денот на народното востање против тогашниот фашистички режим, се сеќаваме на моментите од историјата што ги зближија народите да дејствуваат во служба на праведни цели за заштита на најскапоцената вредност на секој народ – слободата. Благодарност и благодарение на таа одлучност и храброст, оваа земја наша ја преживеа заканувачката бура на отуѓување и продолжи по патот да стане она што е денес – земја со демократски вредности, членка на НАТО и на пат кон Европската Унија. Земја каде што еднаквоста и со животот се основа за гарантирана иднина за напредок и движењето во чекор со вредностите кои што ги споделуваме, а тие се евроатлантските. Денес, 80 години подосна, стоиме повторно заедно кон големите цели на квалитетниот живот, на социјалната и економската благосостојба, кои имаат иста вредност како императивот да се зачува слободата во тоа време. Тогаш имавме борба за сосема различни идеали, додека денес нашата борба во која мора да бидеме победници е да обезбедиме подобра инфраструктура, подобар живот, квалитетно образование, економски развој и благостојба за сите, да им го олесниме животот на граѓаните и да го направиме побезбеден со поголема перспектива за иднината на нашите деца. Да не дозволиме предрасудите да ни го запрат чекорот. Времето е немилосрдно и последиците од евентуалните грешки ќе не вратат многу назад. Наш императив е да продолжиме да ја пишуваме историјата на успесите, исто како што во текот на овие 2 децении го потпишавме и Охридскиот рамковен договор, договорот од Преспа, добрососедскиот договор и ја интегриравме земјата во структурите на НАТО. Заедно, работејќи и здружејќи ги силите, почитувајќи се и помагајќи се едни со други, ќе ги унапредиме процесите, ќе ги надминеме предизвиците и ќе ја донесеме нашата заедничка земја таму каде што припаѓа во Европската Унија. Драги пријатели, дами и господа, посакувам следните години од прославата на овој празник да бидат години во кои што ќе ги броиме новите заеднички достигнувања. Ви благодарам многу за вниманието. Фалем делите.